Повеќе од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама ќе назначи работна група, која треба да даде препораки како да се намали дефицитот во земјата, што следната година би можел да достигне 1,6 трилиони долари. Обама ќе ги именува демократот Ерскин Боулс и републиканецот Алан Симпсон да ја водат Националната комисија за фискална одговорност и реформи. Одделот за финансии во средата објави дека федералниот буџетски дефицит е на високо ниво, иако не е во толку лоша состојба како што се претпоставуваше. Според најновите економски податоци објавени во четвртокот, пак бројот на лица кои се пријавуваат за социјална помош поради невработеност минатата недела се зголемил за 31.000. Вчера се наврши една година откако администрацијата на председателот Обама го објави големиот владин пакет за стимулирање на економијата. Каква е состојбата денес? Кога пред 2 години економијата во САД западна во рецесија, многу американци ги загубија куќите бидејќи не можеа да ги отплаќаат кредитите. Меѓутоа во Филаделфија сите страни околу проблемот се најдоа за да најдат решение. 9 часот наутро, а судницата број 676 веќе е преполна со луѓе кои се во опасност да го загубат домот, но кои се надеваат дека ќе го задржат. Џорџ Гордон трпеливо чека на шанса да се сретне со адвокатот компанијата која има неговата куќа под хипотека. Се наоѓам во неволја затоа што кога зедов кредит работев, но потоа бев отпуштен. Откако ја загубив работата, се тргна надолу. Пред 2 години во Филаделфија нагло нарасна бројот на домови што станаа жртви на хипотека, но градските власти, кредиторите и собствениците на домови се обидоа да ја надминат состојбата во која сите губат. Така започна програмата за превенција на запленување домови, со која собствениците добија шанса да се сретнат со представник од банка и да се обидат да ги принажат условите на кредитот. Советниците за домување, како Мери Кембел, им помагаат на собствениците во преговорите. Ќе повараме дефинитивно да ја намалат каматната стапка од 10% на барем 5%. Џорџ Гордон сега работи. Сака да го реструктурира кредитот така што ратата да биде 31% од неговите примања. Во преговорите, собствениците на домови се застапени од адвокати волонтери. Гордон може да здивне. Иако неговиот случај денес не беше решен, тој со помош на адвокат закажа рочиште за 1 месец. Представници на програмата велат дека таа им овозможила на 1900 собственици да ги задржат домовите, а уште 3600 се во процес да го сторат тоа. Американскиот претседател денес е домаќин на Далај Лама, духовниот водач на Тибет во екзил и покрај жестоките протести од Кина. Средбата ќе се случи во приватна просторија во Белата куќа, а не во овалната канцеларија, што е официјална работна соба на претседателот. Таа сепак предизвика остро противење од Кина, која минатата недела побара САД, веднаш да ја повлечат поканата до Далај Лама. Канадската полиција на отварањето на Олимписките игри во Ванкувер уапси непознато лице кое со лажна пропусница успеало да се доближи на само неколку метри до американскиот подпредседател Џо Бајден. Лицето било запрено пред да приде на Бајден, кој седел во ложата за важни гости. Официјални лица потврдија дека човекот имал ментални проблеми, но немал намера да го повреди подпредседателот. Здравствени експерти препорачаа вакцината против свинскиот грип да биде додадена во редовната сезонска вакцина против грипот. Светската здравствена организација ова го најави посредбата на стручњаци за грип. Повеќе од 212 земји досега има потврдено случаи на свински грип. СЗО наведува дека досега од овој вид на грип починале речиси 15.300 лица. Во НБА лигата трае интензивна трговија на играчи пред истекот на крајниот рок во четврток. Во спогодба на 3 екипи истовремено, Антоан Джеймисон замина од Вашингтон Визардс во Кливленд Кавалирс, каде се очекува да му помогне на Леброн Джеймс во походот по шампионската титула. Центарот Зидруnas Илгаускас се сели од Кливленд Кавалирс во Вашингтон, а Дру Гуден од Вашингтон во Лос Анџелес Клиперс. Во продолжение на News Flash, кога компанијата Honesty пред 10 години почна да продава природен или чај во шишиња, немаше многу така наречени здрави пијалоци на пазарот во Соединетите Американски држави. Во продолжение профил за човекот кој го започна бизнисот од својата кујна во Бетезда, предградие недалеку од Вашингтон.
пијалоците на пазарот за него биле или пресладки или без вкус. Сет Голдман решил да произведе природно растен чај, пакуван во шишиња, што содржи малку шекер. Се обидуваме луѓето да преидат на поздрава исхрана, вели тој. Започнал да прави чај во својата кујна со партнерот Бери Налебав. Се одлучиле за 5 варијанти, сите под марката Honest Tea или чесен чај, алузија дека во него нема скриени нездрави состојки. Најпрвен било тешко да го продаде. Во сенџирите на супермаркети и сендвичари ми велеа дека не е доволно сладок, дека има вкус на трева и дека купувачите не се подготвени за него. Сега се. Honest Tea се рекламира минимално, верувајќи дека е доволен податокот дека чајот воопшто е втор најпопуларен напиток во светот, по водата. Голдман се уште експериментира со нови видови во својата кујна во Бетезда, истовремено седиште на компанијата. Користи чај од Кина, Индија и Јужна Африка, одгледан без пестициди и вештачко ѓубриво. Дел од профитот го даваме на собирачите на чај, а ги имаме поддржано и со компјутерски центар и микрокредити, за да можат да инвестираат во она што им е приоритет во заедницата. Honest Tea денес произведува и природни сокови. Во 2008 гигантот Coca-Cola купи 40% од компанијата, со можност да ја купи целата во 2011-та. Голдман коментира дека Coca-Cola согледала дека се повеќе луѓе сакаат здрави пијалоци. Honest Tea е најпродаваниот природен чај во САД. Дури и во лоши економски услови, компанијата лани забележала пораст од 20%. Утре во Ньюсфлеш, се повеќе компании во САД одбиваат да вработат пушачи. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.